Со надпреварот денеска во Кавадарци започува новата фудбалска сезона во Македонија 26-27, каде што фудбалскиот клуб Вардар, акционерско друштво, стартува со амбиции да освои двојна круна, нешто што овдека не е дојдено на оваа адреса 18 години. Пред само 2 години и месец и пол акционерското друштво ФК Вардар требаше да престане да постои, требаше да згасне од причини организацијски, финансиски, резултатски, структурни, кадровски, секакви. Клубот немаше дом, немаше адреса, немаше канцеларија, се собира луѓето и играчи или тренери што и да имаше по угостителски објекти. Немаше каде да се тренира, немаше каде да се пере, да се храни, немаше ништо. За супер краток период од 2 години и месец дена клубот е комплетно реструктуриран, обновен, оживен, од мртов закопан леш, изваден од гроб, ископан и оживен, до ниво да сега сето тоа што го немаше го има. Канцелари, простори, хотелско сместување, исхрана, перални, сушални, терени за тренинг, природен, пластичен, резервен, комплетна механизација, валјаци, трактори, косилки и така натаму. Значи, сето тоа што го немаше го има. И згора на тоа, во тие 2 години, 30-40 дена, клубот е спасен од испаѓање првата година. Таа година го освои купот и следната, односно сезоната што е зад нас, го освои шампионатот. Сметам дека се тоа резултати равни на сериозни светски рекорди во реконструкција, во ревитализирање на стопански, финансиски, спортски субјекти. Сето тоа направено супер брзо. Тоа се фактите. Вратен, организиран, освоени титули. Сето друго се чамче муабет, кафански муабети на искомплексирани и неозбилни и некапацитетни, неспособни луѓе. Клубот пред оваа структура, оваа собственичка структура, акционерска собственичка структура да го преземе, беше кажано дека должи 2,5 милиони евра, што беше лага, дали од незнаење или намерно, ја тоа не може да го знам, меѓутоа дека беше невистина и дека беше лажно, е лажно. До овој момент ние се соочуваме со тогаш до сега се вкупен долг од 10,5 милиони евра, со тоа што во меѓувреме, во овие 2 години и нешто, покрај тоа што се платени сите режиски трошоци, автобуси, хотели, подготовки, бензини, нафти, косења, правења, пумпи, прскалки, плати, хонорари, провизии, даноци и така натаму. Значи, за разлика од претходните управи кои оставија да оваа управа плаќа подготовки по Србија, плаќа хотели неплатени, ресторани неплатени,
автобуски превози неплатени и така натаму, па значи нешто што не го направила оваа управа, сепак мораше го враќа бидејќи сменија Вардар. Сегашното работење е 0-0, сите расходи се платени, никому ништо не се должи, плюс на сето тоа од тие 10,5 милиони евра имаме расчистено до овој момент 6 милиони. Значи останати се уште 4,5 милиони евра долг. Колку вчера? Четврток. Расчистени се точно на вчерашниот ден 2 милиона 739.058 евра. Во овој момент клубот должи уште 4,5 милиони, што според моја вака оквирна проценка е работа од 2 години за да тоа комплетно се расчисти. Со тоа што овие 10,5 милиона не се крајна сума, сумата ќе биде поголема, затоа што долгот е предмет на камати. Нели, има дневна камата која ходи и сега колку подоцна платиш, таа камата се зголемува и у моментот кога ќе плаќаш нешто, да кажеме, кон државата, некои заостанати даноци или плати или така натаму социјално, здравствено, тоа е предмет на данок кој ти се засметува и кој плюс треба да го платиш, што значи дека таа сума од 10,5 милиона ќе е повисока. Меѓутоа, уште еднаш да повторам, све што е обврска на клубот, што работи во овие 2 години и месец-два, е платен плюс се вратени 6 милиони евра. Исчистени. Последна работа и минатата година кажав, сега пак ја кажам, а тоа е дека фудбалски клуб Вардар раде и оваа година, сега трета година подред под овој менеджмент, стартува во првенството со хендикеп, да се изражам со тој кладионичарски збор. Ние на секој надпревод играме со играч помалку. Вака фигуративно кажано. Стартуваме со хендикеп. Во што се состои тој хендикеп? Тој хендикеп се состои во тоа што секој наш опонент ланската година 11, оваа година 9, во рамките на првата лига, кога доаѓаат овдека имаат каде безбедно да го сместат автобусот во апсолутно затворен, обезбеден, заклучен простор. Исто така официјалните лица на нашите противници кои доаѓаат да гостуваат тука своите автомобили, исто така ги редат, ги местат во затворен, безбеден, заклучен со луѓе со обезбедување простор. Тие луѓе кои доаѓаат, кои се наши гости, противници, меѓутоа гости, доаѓаат, се качуваат со лифт на спратот каде што се ложите, има купишта тоалети, женски, машки. Ложите се со комфортни, тапацирани седишта. Ложите се наоѓаат на центарот на игралиштето, ја гледаат средината. Ложите се обезбедени од било какво влијание и присуство или близина со публиката. Од друга страна, противничките играчи кои доаѓаат, фудбалери, доаѓаат во супер комотна кабина, огромна. Има плюс кабина за тренерите, има десетици тушеви, тоалети, умивалници, писоари, екрани
и со самото тоа се апсолутно во една супер комфортна состојба. Спротивно тоа, ние каде што гостуваме се смешни условите и за сместување, односно за пријаѓање со автобуси и со автомобили, и за сместување на официјалните лица, нашата управа и наши гости, и за сместување на играчите во соблекувалните. Соблекувалните се мали, смешни, со еден тоалет, со 1-2 туша, 3. Де пречакува полиција, која вели сега овој автобус ќе го несете не знам каде, за да бил безбеден, а автомобилите ваши не тука онде за да бидат безбедни. Сите, за разлика од ние кога ги примаме, каде што управата си оди по еден правец, фудбалерите по друг, овде сите влагаат на едно чекмече, на една врата, на еден влез. Сето тоа е збутано, на крајот на секој надпревар полицијата доаѓа, вели сега не е безбедно, седите тука, чекајте да се расчисти, не е безбедно. Што значи дека генерално тоа, ако не е безбедно после надпревар, не е безбедно и за време на надпревар во тој случај. Во секој момент е небезбедно. И за управата наша и за фудбалерите наши. Тоа е страхотен хендикеп. И покрај тоа што дел од тие градови, односно клубови кои се градови користат финансиски средства од општините, од градоначалниците, од советите на градовите. Вредно е да напоменам дека во овие 2 години и 2 месеца фудбалски клуб Вардар нема искористено ни една банка, нема добиено ни една банка од државата. Во смисол град, општина, градоначалник, совет и така натаму. Единствени пари што добиваме како што и сите спортски субјекти и клубови еднакво добиваат од Министерството за спорт. Меѓутоа, тоа се едни исти пари за сите, нема никакви привилегии. За разлика од многу клубови кои се наслонети на градските управи, односно на државниот и општинскиот буџет. И тие општини, и тие некаде не се општини, се само газди, добиваат сесрпна помош од Фудбалската федерација на Македонија. Столчиња, светла, трева, потребнување, не знам, 300 чуда. И меѓутоа не може да се, според мене, потпрени на тоа дали и кога ќе има Фудбалска федерација, кога Омер Агич ќе реши во кој правец ќе оди помошта, дали е столчиња, дали е фудбали, дали едноставно треба да си преземат своја иницијатива. Вардар условите што ги овозможува за секој што гостува не се ни гратис, ни се од Бога паднати, се плаќаат редовно. И тоа е трошок кој ние го правиме, така да е редно и колегите од другите клубови да направат трошок и да си направат кабини или да си направат ложа. Ние по правило седиме во ќумезарници, по ќошови од игралиштето, зад едниот гол или зад другиот гол, нешто што не се догледува. Ложа и сериозен клуб е нешто што се подразбира и треба се подразбира во Европа. За жал, само ние ги исполнуваме условите. Мора да признам дека единствен кој некако беше доближен до нас беше Тетово Шкендија. Од Тетово си има ложа и така натаму одвоено една тераса каде што можеше и да се запали цигар и така натаму тоалет. Меѓутоа тие луѓе го срушија стадионот, ќе градат нов стадион и сега во овие, не знам колку се гради тој стадион, 2 години, 3 години, ќе бидат исто така во лоши услови, меѓутоа барем покажуваат една сериозна иницијатива. Сето друго е на ниво на максимална импровизација. Така
razvoj na fudbal ne se pravi. Jedinstveniот сериозен спортски колектив во оваа држава, кој се усериози во овие 2 години и кој тоа го прави професионално, спортски и како треба, на највисоко можно ниво е ФК Вардар. А да сето друго е реална импровизација, без разлика дали се оди во кај Башкими, кај Скопје, кај Брегалница, кај Арсими, Струга, без разлика каде у Кавадарци, секаде се условите далеку од тоа што заслужува европска држава. И кога ќе се праша зошто нема резултати или зошто не е компетитивно првенството, зошто нема производствени играчи за репрезентација, прво и основно зашто ќе треба се човек праша, распрашува се условите кои се понудуваат, условите кои се можни. Ние сме безмалку во срцето на Европа и тоа треба го обезбедиме. Големи газди има кои се прават, овој бил, тој дошол од вамо, тој бил не знам камо, тој бил од странство, тој бил тука, градежник, едно, друго, трето. Една кабина не може да направи, тоа е, според мене, срамота. Пак, на крајот од сето ова, да кажам, Вардар и оваа година ќе излезе со хендикеп во однос на другите клубови. Сите ќе ги пречекаме супер, кај сите што ќе отидеме ќе биде мачење.